Дистрикт Цил престудио интервју на Зоран Иванов со Александар Николич Писарев. Александар Николич Писарев, новинар, уредник, доаен на југословенското и на македонското новинарство, благ во карактерот, но остар на перото. Аналитичар, колумнист, полемичар. Нема тема за која нема свој издржан, свој аргументиран суд. Дали новинарското дописничко искуство, каде што се нема привилегија да се избираат и настани теми, туку мора да се биде секаде и да се знае се, од образование и здравство преку економија и екологија до политика и дипломатија. И тоа да се знае не туку така, туку да се знае баш онака, бидејќи те демнати уредници од сите редакции и читатели од секакви провиненции. Ете добар повод и тој да е тука во ова интервју на Дистрикт. Александар Писарев Николич, добре дојдовте во Дистрикт на Цил престудио. Добар ден, добро ме најдов. Па Писарев или Николич? Па нерешено, што би се рекло. Ајде објасни. Во главном, јас потекнувам од едно мешано пун мозаик е. Дедо ми е белогардеец, руски емигрант кој дојде на просторите на бивша Југославија негде 20-та година и така натаму, да не ја разглабиме таа приказна. Меѓутоа, оно што е можда интересно во ова вашето прашање, тоа е што мене во главном сите ме знаат како Писарев и Писарев стана на некој начин бренд. Значи, едино во административните процедури, лична карта, нели, документите можеш да ги напишеш две презимиња, че нема да бидеш... Во новинарството како се потпишува? Па углавном како Писарев ме знаат сите, и во Македонија, и во Југославија, и во регионот, да кажем, и така натаму. Каде Писарев плюс уште нешто зборува за вас? Растеше, учеше, зошто новинарство, од каде новинарство? Тоа е многу интересно како влегов у новинарство. Јас сум роден во Ниш, у Ниш сум школован, најубавите период, да кажеме, од таа раната младост ја поминав во една многу интересна структура и многу интересен мозаик каде што живеев. Ние живеевме, имавме многу убава куќа во строгиот центар на Ниш, кој го знае Ниш. Тоа е така звано Шеќер мало, односно крстосница на улица. Тоа е сега друга држава за најмладите гледачи на Дистрикт, Република Србија. Тоа е Република Србија. Јужно од Белград, тоа е практично последната куќа на улица Орловиќа Павла со крстосница на улица Јеронимова, значи во главниот парк. Куќата беше, значи, 3 метра се двоеше од парк и тоа беше више слепа улица тука. И јас пораснав у парк, а малото беше, да кажеме, еден дел беше така наречено руско мало, каде што беа руските емигранти, белогардајци, али во главном висока интелигенција, академски сликари, инженери, музичари, една плеада на и под заштита на тогашна кралска Југославија. Да, и под заштита на краљевина Југославија, која што углавном гледаше да, знаете, после Прва светска војна, губитоци големи и така натаму, и гледаше да ги прибере луѓе кои што беа од тој повисок интелектуален слој, писмени и така натаму. И така да дедо ми, сега можам да кажем, беше шеф на кабинета Драгиша Цветковиќ, кој одма непосредно после тоа водеше кампањи, можда ја имам некој наследно, нели од тоа да можем да бъдем. Новинарството од каде? А во новинарството влегов исто, да кажем, мене ми го прорекува новинарството, значи. Јас имав можда некој 5,5 години, значи мало дете, многу големо семејство од страна на баба ми, стара нишка породица Караниколичи и така натаму. И во една таква седенка, тоа е интересно зашто се прават тие седенки. Значи тоа беа све луѓето кои беа, да кажем, антикомунисти. Од краљевина Југославија за краља и отадбина и така натаму. И политичко-интелектуални седенки. Така е. И они се собира на тие седенки, имаше една огромна трпезариска маса, многу голема, на која навечер се ставаше Царсов скоро до земја, а испод се ставаше радио за да се слуша глас Америке. Значи, глас Америке и Грга Златопер, што ќе каже он сега за Титовата клика и така натаму. И сега после тоа се пиеше кафе, чај и една од бабите, значи сестра роđена на баба ми, раскажува, сите бевме генерација внуците, што ќе бидат внуци кои ќе порастат. Сега, незиниот марш покоен бил предратен инженер, имал фабрикант. И она вика, еден внуци ќе биде инженер, другиот ќе биде лекар, ќе ја лечи баба кој ќе остави, нели? И дедо ми ме гледа мене, вака ме гали по глава, ја малечак, полкацак. Нju каже, пошто не знаеше српски добро, нju каже наш Сашка, нели од Александар Рускиот Саша,
Nju kaže, naš Saška bude diplomat ili žurnalist. Znači, to nije vaš ličen izbor, Slušajte sad. narečnica Da, kaže, diplomat ili žurnalist. I kaže, diplomat teško, ali žurnalist sigurno. Pre nervozenje, pre kolerike za ali kaže, diplomat. žurnalist sigurno. Neće ga vreme pominuva. Ja završujem gimnazija, treba zapišem na fakultet, jer imate slobodno vreme i što očekujem? Pošto dedo mi kupuvaše site dnevni vesnici, i dnevni, i periodični, znači jedno bogatstvo na knjigi doma, na periodika i to. I čitam ja u Večernje novosti oglas, vika vaka. Dopisništvo Večernjih novosti u Skoplju traži sekretaricu, u zagradi sekretara redakcije, koji zna dobro makedonski i srpski, a poslije ću kažem kako naučim makedonski, kaže, koji zna dobro makedonski i srpski, i rad na teleprinteru. A ja bef radio amater aktiven i više mi beše poznata tehnika na rabota na teleprinter i tako na S ovi elementi nemate konkurencije da zabrzam. Da, ali pošto doma uvijek ima me pisaća mašina, znajem dobro da kucam, ja se javljam. I Jovan Pešić, predraten novinar, naočar i vaka, me gleda i kaže, sine, što si došao? A ja detište. Ovde vo Skopje Skopje vodopisništvo. bi se preselili, da tam prikazam. Vodopisništvo, to na Večernje novosti. Da, vodopisništvo beše, znači nije se Da doselili. podsjetam za gledače, vo to vreme najtiražniji od dnevne vesnik vo to. Nije se preselili vo Makedonija, da ne kažem 3 dana posle zemljotresa. Tatko mi dojde na visoka funkcija vo Petrovec i on dojde prv, nije posle 2-3 meseca koja se napravio barakite na aerodrom, dojde me tuka. Dopisništvo novosti beše pozadnje auto Makedonija, denešno da Barakiće. I on me gleda, kaže, sine, kaže, šta ti kažem, ja tražim, kaže, neku oronulu penzionerku, daktilografku, kaže, polupismenu, samo treba da prekucava, jer togaš se kucaše na pisaća mašina, pa teleprinterista gi prekucava i perforira trakač, da ne davi me svega kako to te procedura izgleda. Rekao, dobro. Nego kaže, šta si ti završio, rekao, gimnaziju? Koju gimnaziju? Oče Nikolov, srpski, da? Kako ti pišeš? A ja sam bil pa dobar vo naracija. Kaže, slušaj, toga se uvede vo Večernje novosti 2 lista, odnosno 4 strani, novosti u Makedoniji. Znači, praktično regionalno izdanje, ako se sećavaš, imaše takve izdanja za Makedonija, Bosna, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija. Nego, kaže, ti da počneš da pišeš. Če se snađeš, kaže. Sve možeš da pišeš, kaže, samo nemoj da ideš u CK, u vladu, u parlament, a kaže, u sindikat i u komoru možeš, toga je pevački društvo, ne rekao ovako. I što mi dava? I mi dava jedna ovakva potvrda, ja čuvam kao relikvija, evo je go datumat, to je, znači, 10. novembar 1971. godina. Pazite što piše Arneja. Kaže, Večernje novosti, dole do kucava dopisništva u Skoplju, kaže, potvrda. Ovim potvrđujemo da je Aleksandar Pisarev iz Skoplja angažovan kao spoljni saradnik dopisniča Večernjih novosti u Skoplju, u zagrada, na probnom radu. Znači, ne bilo kao danas te primat u redakcija, evo ti mikrofon, piši kolumni. Na probnom radu. Znači, to je bilo na 10. novembar 71. I koliko traješe to i ta probna rabota? Da ne objašnjam kako prvi te tekstovi koji bija, međutim, već na novembar, znači, na 5. januar 72. godina, znači nekoliko meseci pokasno, on meni mi dava druga potvrda, na koja piše, ovim potvrđujemo isto, studenti iz Skoplja, angažovan kao spoljni saradnik, svega crtička dopisnik. Potvrda važi kao dopisnička legitimacija dok je izdavač ne povuče. Akreditacija praktično. Da, to znači 72. godina. I ja počnem da rabotam, više se angažiram, vlegujemo tije krugovi i ovde nema datum, ima, evo ga, 72. godina, ja dobivam novinarska legitimacija od Večernje novosti. Koja piše dopisnik Večernjih novosti iz Skoplja i tako natamo. Ono što je interesantno samo za ta istorija na novinarstvo nekoje. Koji bea to redakciji, koja bea to organizacija? Vidite ovde kao što piše, Večernje novosti, legitimacija toj, ime i prezime. I kaže, nosioc legitimacije može se javljati na telefone, 2, 3, 5, 4 i tako natamo 2 telefona u redakcija, na račun Večernjih novosti. Pazite što značila toga još legitimacija. Da te tepa nekoj, da te priveduva nekoj. Vleguješ u pošta, preko red, nema čekanje. Mola, mi treba hitno telefon. Zašto?
имало поплава, земјотрес, пожар, не знам, не е битно што. Ја морам веднаш да се јавам. Се почитуваше новинарската професија. Изузетно многу. Писарев, Изузетно многу. вие И за- така после Така, тоа одеше. предпоставувам, сакав на крај да ве прашам, веројатно сето ова што сега почнавте да го раскажете, а времето неумоливо ни бега и е ограничено, ќе треба да седнете да си го напишете во една ваша Видите. биографија, ќе биде корисно искуство, поготово и- околу компарацијата да. за некогашниот ред во новинарството и сега. И така останав до 81 Ајде, година. уште една анекдота за вас. Вие во новинарските кругови во Македонија бевте познати по вашата пегличка, Да. автомобил полско производство ми се чини така, помало од Фичо или така, калибар на Фичо. тука беше као Фичо. И даската за сурфање, лето зима, ве гледае по град. Па, слушайте, значи тоа више беше Каде е таа пегличка сега? Тоа више беше период негде 76-7. Јас више станав професионален новинар. Значи тогаш требаше да поминете во работа во редакција 4 години за да добиете легитимација на црно, ако се сеќавате на Сдруженијето на новите на Југославија. Со релативно добра плата. Мојот уредник во дописништво Јован Пешич отидна во Тањук за директор и ми беше уредник Иван Томовски, ако се сеќавате, кој практично ми почина на раце. Каде е сега автомобилчето и каде е Сега, даската што за се сурфање? Значи имаше стандард, некој се појави прва пегличка во Македонија што дојде преку врски, повторно не сум новинар, нели? Одиш кај Златко Дживре, беше директор на Застава, викам сакам една таква да купам, немам пари. Тоа беше време на чекови, кредити, мењање чекови, ќе чекови у Технометал, доаѓаат луѓе у кеш, купуваат телевизори, у боја се појавија, он му го дава телевизор, зима кеш пари, мене ми дава пари, јас да не кажувам. Углавном јас дојдов до некаква пегличка, возе Фичо, со наопако врата пред тоа. Взимам пегличка и одам, жена ми работеше војна болница, ја паркирам пегличка пред војна болница, но не регистрирана уште. Она излегува од дежурство са бале, така некако беше, и ја одам према пегличка, вика, ало, каде бе, не дирај на своја кола, вика, гледаш дека е новата кола. И вика, наша е, и мислим тоа радост. Сега, се појави, нели, во Словенија спорт реклама за дачка за сурфање. Нема даска, реклама, знаеш, како изгледа билборд, вика, ова многу добра. Јас се бавев уствари со спортови кои има висок адреналин. Нели, знаеш. Прашањето беше зошто даската и лете и зиме, потоа Писарев го препознае дека неговата пегличка ќе помине из Скопје со даска за сурфање. Да, пошто сакав тој адреналин, нели, знаеш дека бев једриличар и така, и ја купувам даската. Ја ставам на овако, више фати пролет. Зошто лето и зима? Затоа што да не губам време, пазите, интензивно се работеше у новости, да не губам време у тоа врзување, од врзување, она е горе, и снег кога ќе падеше исто даската горе. И снег кога ќе паде, не беше баш у снег, али беше до длабока јесен, бидејќи јас го набави онај одело за сурфање, да не ти студи, нели, со неопренско, и така, долго време останав ја од тоа. Интересно беше како научив само еден екскурс. Прво пробав на езеро Треска, пошто беше, нели, актуелно, али никако, некако ќе отидам до крај, не може да се вратам. Како се враќат, викам, а никој не може Скопје ти покаже како. Еден ден у Охрид, лето, јас седам на плажа и даска поред мене, поминува еден човек, вика, а многу во ветер. Еден човек, млад човек поминува, вика, зашто, каже, мало не едете, каже, лепо е време. Како послеќу. Опет он поминува, каже, некој начин скатам приказам, вика, могу, каже, ја да пробам, ја одвај дочекувам. Како да не, повелете. Човекот се качи, човече на даска и отидна у Бестрага. Вика, ово ќе заврши во Албанија, како ќе се врати од таму. Кога гледам, јас земав двоглед, пошто веќе бев и лоџија и тоа, земам од пегличка двоглед. Го гледам, човекот нешто направи и се враќа, и се врати на местото каде што тргна. И јас срам, викам, се извинувам. Ја пробував, ама викам, никако не можам, како се... каже, многу е просто. И ми покажа тука на плажа и ја полека, прво на благ ветер и така, после више возев на олујни ветрови. После таа даска заврши кај Менде летачот, многу беше загреана, не може кај се купи. Парагледеристот, да. Парагледеристот, уствари не, заврши кај него едно лето или пола лето, па ми ја врати, онда он нарача, добро, он сега вика дека он бил прв, не е тоа битно. Меѓутоа, што ме изненади после све тоа? Еден ден одам тука негде по Илинденски, некој ми вика, значи не може да се седи како се викам. Текна, вика,
Писарев, застани, лека, hoće me tepa, verovatno više, znaš, ono, imaše štrajkovi železara, sve, što ve vi koji, haj, nema smisla, vikam, bolje da zastanem, drugo, na točak sam, letom ću mu izbjegam, dođi be, vika, te bara me pod zemlja, pod kamen, zašto? I mi dava jedna knjiga, kratka brošura, istorija na surfanje vo Makedonija. I moja slika, ko zna kaj je našao toga, ne može Facebook, pa ti si ne slikaš. Po mnogo liniji Pisarev Ja našao i slika na tamo. neki način vo sovremenata makedonska. Kako završi Peglička, samo da vi kažem interesno. Dolgo je vozit me. Znači, slatko je izvozit me, nikogaš ne me ostavila. Ja je kupив koga sin mi piše možda 2 godine, taka, 3, a stigna, onda ja vozi, znači. Razumite koliko to se cijeli 18-20 godini skoro Peglička. Interesno je jedan moment, pošto mnogo ja sakapne, znači onda je za Grcija. Ja vlečem gliser 4 metra so Peglička i daska gore i stignuo vo kampot pod Olimp, vo Kalamaki, so potvrda дека sam platil kazna za brza vožnju. Pošto ne ni izbor dok kaj Demir Kapija u tunel imaš ograničuvanja, ja nekako, mi beše toa gordost. Еднаш sin mi malce ja udri i farol se iskrivi. I kako vleglo neko crevce od voda što li, se pojavilo. I on dođe s cijelo potresenim suzika, tato Peglička plače. Ti normalno što zboriš. Plače kad se dođe da vidiš. Ajde, vidim, go smiri mi tako. I treba odmor. I така заврши Peglička, je prodala to. Да, ќе треба ова да го ставите на хартија, ќе биде интересно го читаат, ве врати во блиската историја. Да, ваша лична, и спомени ми и воопшто и на македонското новинарство. Ајде да почнеме, имаме уште малку време на најсуровото, ова руската инвазија врз Украина. Мене ме интересира сега и како новинар, и како проследувач, и како аналитичар, епилогот го се насетували, што мислите, што ќе случи? Прво, како почна, зошто почна и како ќе заврши? Слушай, прво, много тешко да се каже како ќе заврши. То никој не го знае, тој што би добил Нобелова награда за мир. Ако знае како ќе заврши, ќе им препорача и на русите и на украинците што да направат и ќе заврши војната. Меѓутоа не знаеме како ќе заврши. Може долго да трае, разни джепови со... Па во секој случај, видите, она ќе трае многу долго, него дај да завршиме сега ова што е најважното, Киев и ова тука да се среди. Меѓутоа, она што мене ми е чудно и што ме загрижува, и што го посматрам, вчера прочитав негде дека загинали више 5 или 6 генерал. Пазите, во една сериозна армија како што е руска, со една мала држава, тек формирана да кажеме, нели? Во војна која што трае месец дена, вас да ви загинат 6 генерали, тоа е катастрофа. Министр за одбрана треба поднесе оставка и све тоа, затоа што ако вас ви гинат генерали, кој ќе ви командува? Знаете, во сериозни држави, во сериозни организирани војни, кои имат стратегија, кои имат знаат како да водат, имат направиле план. Пишев дека руската армија во Украина се однесува како слон во продавница за Токму стаклени тоа. производи. Токму- Што ви е поентата? Тоа ми е поентата. Ако вас вака ви гинат генерали, вие не сте се нашли во таа војна. Jer во војна ви е штета да ви загине пуковник. Jer ако ви загине пуковник, нема кој да ви го командува пукот. А ако ви загине генерал, нема кој да ви командува армија. Значи, многу е сериозна ситуација. Ја мислам дека русите тоа го знаат и затоа сега го на некој начин гледат да го притиснат Зеленски да подпише, он денеска изјави дека не го прифаќа овој нивниот ултиматум. Така да они ќе трпат сериозни загуби. Мислите Зеленски ја води оваа тактичка реторика? Ја мислам дека Зеленски има некои добри советници што се однесува до тактика. Значи, до тактичко водење војна. Најтешко е да води партизанска војна. Знаете, вие ќе влезете у град, ама не знаете од кој спрат ќе мама снайперист. Така да, верувам дека нема да заврши така иако се дојде до некој мировен договор, ќе останат джепови горе, Донбас и тоа ќе видиме како ќе се реши. Можда не требаше да дојде. Јас во неколку наврати напишав дека не очекувам да дојде до војна, рачунајќи дека Русија рационално се размислува. Очигледно е дека не размислува рационално, мислеа дека ќе направат еден краток блицкриг и дека завршат на брзина со Украина. Тоа значи дека немале доволно информации колку е подготвена украинската армија, од кого се има помош и со какво се оружје. Очигледно немале доволно информации и не очекувале толку силна поддршка, да кажеме, од цел свет. Добро, Западот можеше ли да го превенира ова? Да предпостави дека тоа ќе биде
masakar tamo po Ukrajina na mnogo mesta. Imаше ли друго Как- решение или Како да го против превенира? руската... Вие знаете дека Макрон одеше 5 пати во Москва. Не помогна ништо. Имаше едно чудо телефонски разговори со највисоките да. функционери на европските држави. Во обид да му објаснат дека ќе биде нерационално и дека ќе биде голема штета за двете држави и практично за цел свет. Меѓутоа, се померат коцкичките на геостратегија во оваа војна. Ова војна не е војна меѓу Русија и Украина, ова е војната меѓу Русија и да не кажам целиот западен свет. Русија ќе сака да си ги постави своите граници на интерес и тоа ќе биде. Добро. Он има други Но- проблеми. но- Русија има проблеми и со Кина, без обзир што се тука се многу добри односи и така, они имат голема граница, Кина е многу људна и така натаму. пропагандата, сите лажат или сите ја кажуваат вистината? Видите, тоа е многу е како да кажете. Сега полувистини се. Најлошо е кога се пласират полувистини. Друго, современата технологија, Фейсбук, интернет, сега секој е новинар. Ја вчера читам негде, еве што кажал Путин. Повеќе мислам на државните кампањи, на наместени информации. Што да веруваме, кому да веруваме? Видите, јас прво немаме политичарите се намачкани со сите бои. И настапуваат од позицијата на дневно политички интерес. Тоа е најлошото, што нема континуитет во водењето на политика. Денеска е вака, онака е така. Тоа е можда резултат малце и на геостратегијата, на притисоците од една страна од Европска унија, притисоците од непосредните соседи. Ги има тоа рашионијада сега со Битола, што се случува. Ако одите со Џон против Европската унија, бидејќи сепак Бугарија е членка на Европска унија и тамо ќе биде милениче, затоа што е во тој мозаик на европските држави. Ние не сме, ние сме пред врата, ние се осушиме, пропаднавме, чекајќи, ожедневме, огладневме, ама стоиме пред врата. Околу кампањата може ли да се предпостави дека постат организирани центри и во Секако. И на запад и на исток, нели, и во Москва, секако и кои продуцираат лажни многу вести. многу се посилни на исток, многу се посилни во Русија, бидејќи гледат на секој могуќи начин не само на нас како земја која што е кандидатка, која што би сакала да влезе во Европска унија, него и како на земја која влезе веќе во НАТО, али истата пропаганда ја водат и код земјите кои што припаѓале некогаш на источниот блок. Ова помага ли што забранија руски канали? Па да се- мислам дека помага доста, затоа што, знаете, се труе народот, се создава една многу лоша атмосфера врз основа на лажни вести, врз основа на искреирани информации. За нашите болки ова со Бугарија има ли шанси било какви? Па слушайте, нема да се реши утре, и со Грција не се реши утре, меѓутоа мене ме плаши доколку разбирам во стартот, нема да се реши до крај на јуни. Тенденцијата во Европа е многу загрижувачка, затоа што десните партии победуваат. Видите, во Унгарија победи десната ориентација. Ја сега не знам, во Словенија се валда вчера беа избори, кога тамо Јанша... Десните партии по дефиниција што се тие, не се бауци десните партии. Не се бауци победуваат, десните нели? партии, меѓутоа Многу десни партии донесоа и многу прогреси. Донесоа Кои многу прогреси, внатре во меѓутоа Европската кога се во унија. прашање земјите како Земете што е... и германскиот пример, и Меркел, и пред Така. Меркел, нели? Меѓутоа кога се опрашање земјите како што се Македонија, Србија, Босна, тука под десната партија се подразумeva национализам и извецкање со, да не кажам, и со оружје и така натаму, така да тоа ме загрижува доколку се засили тој бран на десните партии, не можеме да очекуваме дека скоро ќе го решиме проблемот со Бугарија, бидејќи знаете, имате А вреди ли маса... тогаш Писарев толку да се вложуваме? Ако ја Ама гледаме немаме, дека пречката не може да се прескокне. Ама ние немаме друг пат. Ние немаме каде, освен Европа. Каде ќе се вратиме? Ако не, видите, нашата состојба внатрешна е таква да ако ние се одрекнеме од европскиот пат,
ние ќе си направиме наци проблеми. Македонските граѓани, ако добро забележувам, се многу повредени од провокациите и ова неодамна со Битола, Па и- со Ванчо Михајлов и така Слушайте, натаму. они се повредени врз основа на едно чудо лажни информации кои се резултат на емотивна реакција на новинарите. Новинарот не може да реагира емотивно. Да, но Тоа гледавме живи изјави на високи државници на Молим, ќе на прогутаме, Софија. мора да прогутаме некогаш горки пилови доколку сакаме да имаме добри односи со Софија. Знаете, ние нема да го решиме проблемот со тоа ако сега ќе ги исплюкаме. Како вели бугарската народната, делегација. вие сте за тоа веројатно трпение спасение. Не само трпение и спасение. Видите, во дипломатија има една многу проста дефиниција која што татко ми многу пати ја кажуваше бидејќи он работеше интересни работи и во војска беше политичар и така. Која вика разликата помеѓу дипломат и дама, знаете? Ако дипломат каже да, значи можеби. Ако каже можеби, значи не. Ако каже не, тој више не е дипломат. Сваќате? А ако дамата каже не, значи можеби. Ако каже можеби, значи да. Ако каже да, не дама. Лајт мотив за наредното прашање, пописот. Колку сме, толку сме. Но какви сме, писаре? Дали беше во очи овој попис или кој се подготвуваше на претходниот што пропадна? Еден познат економист рече вака, постојат лаги, големи лаги и статистика. Мислим дека со тоа све сум ви кажал што се однесува и до попис и до опште до статистички подаци. Колку е Зборот ми е точен? многу прав се крева. Има ли Непотребно. сврха? По 10 години ќе има нов попис. Непотребно, потпуно непотребно. Кажете ми околу ова, вие малку се занимававте со тој тип на аналитика по новинарскиот дел со населението во Македонија и градовите. Некаде и пишувате дека интензивно се празнат и практично цели градови остануваат без население. Па, видите, загрижувачка тенденција која што трае скоро 20 години, а тоа е празнење на малите градови. Причината треба да се бара во стратегијата на државата, во локален економски развој. Никој не сака да живее во денешен ден во условите на низок стандард, кога е во прашање све. Но само констатираме, кој е лекот, овие наши политички елити и светски, Ја мислам дека сега што нема. случува, Не, сега немаме. Ке немаат на избори кој да гласа. Нема лек. Во малите места ќе нема кој да гаси. Ја мислам дека ја во еден текст напишав дека 2025 година градчињата мали како што се Кратово, Крива Паланка, Ресен ќе бидат буквално без Од население. друга страна велите, па Скопје не може да издржи Не. притисокот на Не да на неќе провинцијата. може, него Скопје веќе сега не го издржува притисокот на провинцијата. Да не зборим навредливо за провинција, меѓутоа не може да го издржи притисокот на толкав наплив на население. Нашата инфраструктура е од 64-та и 65-та година Еве и треска ќе се после урbanizира, после земјотресот. Таа инфраструктура, тоа е вода, рашче е тоа што го имаме. Не е ново рашче. Значи тој притисок неќе може да обезбеди вода за пиење, канализација. Добро, рековте нема чаре, енергија. сепак мора да има некој чаре, некаква стратегија, ману, не знам, влада, Па не, видите, знам, стратегија- политички партии, стратегија сама не знам, се- не, не. институти, факултети, Јас- тоа се ќе атрофира. Зоран, јас не можам да Многу отворам рукавици. песимистички. Стратегија сама се направи. Луѓето се иселуваат, млади луѓе. Ќе остане стара генерација овде и ќе остане она генерација која што не може да се снајде, која ќе бара некаква работа. Добро, ама во- тоа не е стратегија, тоа е стихија. Не, па тоа е стратегија која што сама се создаде, стихино. Не можете. Вие не можете сега, знаете, треба огромни пари. Се вложува сега у кисела вода ќе прават некаков крст повторно, нели? Некаков крст. Па луѓе, па таму е дупка на дупка у тоа Драчево. Па тоа Драчево нема основна инфраструктура, Водовод и одвод, он да. прави крст. Јас сум одел во Македонска А каменица. добро, што ни се случува? Лудост? Па еве што ни се, па лудо се случува. Политички поени, дај крст ќе ставиме, ќе се крстим пред него. Тој со многу верски објекти по Скопје изникна. Ќе се вратиме. Од сите Бев во провинции. Македонска каменица. Добија ми се чини 300 милиони евра, од таму има некаков рудник, што ли, пошто ги загадува, па да им замачка очи. Знаете што направија со тие пари? Направија црква, а немат возило за санитетско. 300.000 евра, мислите, не 300. 300.000, да, 300.000 евра мислам. Црква. Така, добија 300.000 евра од некој таму рудник донација, уместо да купат санитетско возило, бидејќи луѓе Не, му ама видат. возилото ќе Што? се истрошат и гуми, ќе се расипе, треба да се сервисира. А црквата ќе им остане. А црквата Е, па нека се мола тамо да здравието останат ќе им живи го и чува. здрави.
правим, што да ви кажам друго. Мислим, јас сум многу револтиран од надасување. Политика, знаете какво е? Во секоја општина постои оделение за локален економски развој. Знаете кој ги води тие оделенија? Ја ќе ви кажам. Некој си дипломиран професор по физкултура и култура, некој, šta знам, певач, завршил музичка академија, навечер свири по свадби, преку ден води локален економски имаат развој. партиски книжки, веројатно. Имат партиски книжки и во сите стратегии првата точка, знаете која е? Ќе развиваме туризам. Ето, тоа е. Спомнавте крстот. Имате и текст на таа тема, подготвувајќи се за оваа средба со вас. Негде прочитав, признавам само насловот, меѓу крстот и полумесечината ќе бидеме распнати сите. Што ви е поентата? Па поентата ми е во тоа што во Македонија во последните 10 години се изградени повеќе нови верски објекти него наназад во ние 50 години. Тоа е тоа е истражување што вие го спомнувате. Ја не би сакал сега да импровизирам со податоците. Меѓутоа мислим дека 900 и нешто нови верски објекти се изградени во последните. Добро, спомнавте наместо одвод и довод се градат верски објекти, а каде сме ние граѓаните? Прекротки сме, премирни пред наши очи се случуваат тие работи. Да не бидам погрешно разбран и да не навредувам некој, мислим дека се глупи. Ако вие денеска, по цена да се и ако од вие донации денеска во и од кисела вода, небуџетски пари. а еве ви во кисела вода се гради нов крст. Ќе рече тоа се од граѓански, од доброволни прилози, не се од државни пари Онда или општински. тој што ги дал парите се гради црква. А знае дека таму има зараза и жутица поради тоа што нема канализација во сите села. Така Мерко на времето купи 40.000 некое возило, а децата таму му пијат загадена вода исто, нели? Како да Значи, го до кого е проблемот? До политичарите, до политиката, до што? Тоа се случува од двете верски заедници. Ние не сме. Добре, има ли виновници, Писарев, тоа ве прашувам. Ние не сме секуларна држава. Тоа да разбереме. Ние не сме секуларна држава, ние сме нешто помеѓу. Нешто помеѓу каде што во одредените политички ситуации црква се меша во државни работи или држава се меша во црквени работи. Добро, еве се спомнува уставот, ќе помогне ли да се отвори тој нешто да се пегла таму? Некакви нови решенија? Секој отварање на устав носи многу големи ризици, знаете. Вие ако отворите устав сега за едно прашање, да речеме за бугарите и тоа, зашто не би барал некој нешто друго? Но добро, не ли е подобро сепак да се отвори ако има потреба, отколку нешто со години да седи под килим и да кумулира проблеми? Треба да се отвори, меѓутоа ако се отвори, онда треба да се метнат, да се размисли и да се метнат многу содржини кои што нема да барат кроз 5 години или кроз 3 години или кроз 6 месеци некој повторно да бара отварање на устав. Значи мора да се заокружи таа книга, да кажеме света книга. Мора да се внесе, ако веќе се отвори, мора да се седне и сериозно да се размисли што све у тој устав треба да се сме. Александар Писарев, Николич, и вака сега се на се, сума сумарум, па ќе не биде ли? Нерешено. Што да ви кажам? Ќе видиме. Времето, јас сум оптимиста. Знаете, имате две дефиниции. Оптимистот ќе каже може да биде полошо. Пошто е оптимизам, може полошо да биде. А песимистот ќе каже не може да биде полошо. Нели, ќе видиме. Да сме живи и здрави. Слушайте, издржал овој народ, овој трпелив, богобојажлив народ, така да, мислим, ќе истраеме. Друго, имате, знаете, јас се многу движам меѓу луѓе и така. Животот е полн со анегдоти. Ја вчера пред некој ден напишав на Фејсбук дека ќе немаме масло да запалиме кандила дома сега пред Великден. Одам вчера у црква, јас сум побоже малце по фамилија, јавно по дедо, по баба и така. Па да, традиција, па ги знам тие луѓе, па правиме муабет. Гледам пола кандила не горат. Викам, тој Зоки е тамо клиза, абе нема масло, никој више не носи. Вика вчера дојде да женичка, вика умало шишенце во као донесе масло. Нема. Добро, има маслиново, малку повеќе е поскапо, но затоа велат поквалитетно гори. Поквалитетно гори, да. Не, ќе дојде, еве, Вучич не подмачка, Вучич не подмачка, еве стига. Добро, но го плаќаме тоа ние со наши пари, нели? Дали ќе го платиме само за пари, ќе видиме, ќе го платиме можда и за друг начин. На почетокот на Меѓутоа 2 милиона литар, значи на секој по 1 литар за Великден тоа. Александар, на почетокот на овој дистрикт вие почнавте, јас ја отворив темата за вас, кој сте, што сте, како сте, од каде сте. Спомнав и на почеток, па ставите го тоа што го зборувате на хартија, ќе биде интересно чети во вашата биографија. Што работите?
Kada natamo ke stavite li nešto među korici, imate li nekakvi planovi ili sa što se zanimavate? Zuki, dosta- I kada natamo da novite? Prvo imam dosta angažmani. Da ne kažem mnogo seriozni. Na Povidek je ušteden mnogo golem projekt koji traje 4 godini. Upravo сега od ovaj razgovor odam na jedan sastanak vrlo važan za okolo тоа. Što викате сај на хартија. Неколку пати почнував, ги чувам тие белешките. Напишав една интересна книга за белогардејците, меѓутоа она е практично готова, треба да најде издавач. Знаете, меѓутоа сега се издават други некои работи, поготово сега за Руси не би било актуелно. Али напишав еден убав есеј за Ниш и за моите некои детски, па не детски, него рана младост денови, бидејќи, знаете, тоа беа мали кучички, тоа е таа шеќер мало, тоа се индивидуални кучи, а цела улица е уствари едно семејство, знаете, па мала улица. Малски, така Да, и малски. Не ви кажав како научив македонски кога дојдов овдека, ако има време само Имаме уште 30 секунди, ајде во една реченица. Значи, прва средба со малски другари у Македонија, ми доаѓа еден и ми вика, ќе се маваш ли бе? Што сака овој? Пак он, ќе се маваш ли? Не го разбирам што е. И прашувам еден кој што знае, викам, добре, што сака овој? Вика, сака да се тепате. И он по мене пак, ќе се маваш ли? И ја право меѓу очи. Писарев, тоа е по скопски, не е по македонски. Да, по скопски ќе се маваш ли. Ето така, Зоки, тоа е тоа. Дистрикт Цивил престудио Александар Николич Писарев, ви благодарам. Јас ви благодарам што ме викнавте. Да бидеме живи здрави, па почесто вака се видим. Двајцата сме доаѓени, нели?